Гледате Отворено студио, јас сум Боријан Јовановски. Во наредните 10 минути краток осврт за случувањата во светот со мене е Дејан Андоновиќ. Дејан Андоновиќ, денеска се одбележува 25 години од 23 години по правило од подпишувањето на Дејтонскиот договор кој стави крај на она брутална, барбарска и крвава војна која се случуваше недалеку од нас. Кои се оценките? Функционира ли Дејтон воопшто после 23 години? Веќе 23 години се пребројуваме дали тоа воопшто ќе го биде, нема да го биде, цело време овие години, изминатите години сме сведоци на обид за ревизија на тој Дејтонски мировен договор. Подписниците, посредниците, сите тие што учествува во базата Рајт Петерсон, каде што и беше подпишан тој Дејтонски мировен договор, се починати. Оригиналниот документ е исчезнат, го нема на Дејтонскиот мировен договор. Сведоци сме дека Република Српска, двата ентитети, нели Босанско-Херцеговската федерација и Република Српска, бараат ревизија. Босна и Сараево сакаат да биде Босна и Херцеговина унитарна држава. Република Српска сака да се отцепи, сака да се приспои кон Србија. И самиот председател Милорад Додик, кој од неодамна е член на Босанско-Херцеговската федерација на председателството, вели: јас сум србин, патува со српски пасош, а вели дека Босна не е негова држава е Србија, а он е на привремена работа во Босна и Херцеговина. И се он е член на председателството. И ја представува Босна и Херцеговина. Ја представува Босна и Херцеговина, во тесни врски е со Москва. И натре сега во Сараево председателството е што се случува? Па немо гледа и чека своите, нели, она ротационо председателство наследено од поранешна СФРЈ, каде што сега во моментов е Додик. Тој не крие дека ќе ги застапува српските интереси, сака да и се приближи на Москва, иако официјалната политика на Босна и Херцеговина е прозападна. И сега со Додик, таков каков што е, кои се перспективите, кои се реакциите денеска во светот за перспективите на Дејтонскиот договор? Реакциите кон Дејтонскиот мировен договор е дека светот сака да Босна и Херцеговина биде унитарна држава и дека единствен гарант на сето тоа е тој Дејтонски мировен договор. Меѓутоа, очигледно ќе има потреба, Боријан, за ревизија, бидејќи се сменија многу услови, се сменија многу работи, а босанско-херцеговскиот ентитет, односно муслиманскиот и хрватскиот и српскиот, некако не успеваат да функционираат заедно. Република Српска Додик сака ревизија. Како стојат работите во Бошчешко-хрватската федерација? Дали се таму до кај се со заложбите за вистинска имплементација на Дејтонскиот договор, или они бараат некакви алтернативи? Она што е последно и што излегува на виделина и на единството на босанските хрвати, односно тие што живеат во Херцеговина со бошњаците. Значи буквално е на три дела, не е веќе хрватите и бошњаците против србите, мислам, во аргументи, туку се поделени. Тука главна и клучна улога треба да изиграат Загреб, кој ги застапува хрватите, и Белград. И веројатно Европската унија, меѓународната заедница ќе мора да направат поголем ангажман, да не кажам притисок, врз владите во Загреб и во Белград, за да ја исполнат таа цел Босна и Херцеговина да биде унитарна држава, а не вака како што е у два ентитета. Во меѓувреме и натаму Европската унија е таа која од внатре се обидува да ги задржи некаква кохерентност. Се обидува да задржи, меѓутоа со мисиите, меѓутоа повторно ќе кажам, кога на раководната функција имате еден човек кој јавно денеска вели: јас сум србин, патувам со српски исправи, Србија е мојата земја, а овдека сум на привремена работа. И босански пасош не признава. Не признава и нема, и вели дека он србин и дека е на привремена работа во Сараево. Да. Добро, друга тема актуелна е Брекзит. Велика Британија, британците како да влегуваат во некој кошмар, не знаат, успеа некако да го протнат договорот за Брекзит, но реакциите се јаки, политичката криза е очигледна во Велика Британија. Тереза Меј буквално во сендвич, бидејќи од една страна има луѓе кои се покајуваат што одлучиле да излезат од Европската унија, а од друга страна нејзините сопартици, огромен дел, ја критикуваат дека таа како премиер на Велика Британија не успела да разговорно речено избоксува подобри услови за Британија. Едно од спорните приказки е границата со Северна Ирска, долеви на југ со Гибралтар, каде што ирците бараат да останат во царинската унија на Европската унија. Јас веќе во ова студија објаснував дека едно од причините доколку се отцепи Велика Британија од Европска унија, тоа е на 29 март следната година, ќе бидат воведени контролни пунктови на границата, што па беа главна причина за оние насилства пред 30 години кога имаше конфликт меѓу католиците и протестантите. Од друга страна се актуализираше и проблемот, Боријан, со Гибралтар.
Да подсетиме шпанците бидејќи Гибралтар е британски, но шпанците велат дека доколку Мадрид не биде вклучен во овие преговори индивидуално, бидејќи на Гибралтар работат неколку илјади шпански граѓани, Шпанија нема да даде подршка за нацрт договорот на Европска унија и Британија. И сега што се лимбо? Сега е лимбо, чекаме у сабота двете комисии на Лондон и Брисел да ги пеглаат несогласувањето и покрај тоа што барањето на сопартиците на Меј и на опозицијата Британија да добие подобри поволности, веќе е јасно дека нема да ги добијат, бидејќи Берлин и Париз јасно рекоа дека предлог договорот за Брекзит е тој што е договорен и откако Британија на 29 март и официјално ќе излезе од Царинската унија, ќе мора првен да ги плати сите давачки и долгови кои ги има низ проекти за време на Европската унија, тоа е негде околу 40 милиарди евра. Сериозни цуми. Сериозни цифри и нема да имаат поволности какви што ги има со трговските договори. Што се случува со отпорот кон Брекзит во Велика Британија? Видовме импресивен протест во Лондон предводен од градоначалникот. Тус порача, вели, ако сакате вратете се назад. Тие иницијативи функционираат? Тие иницијативи има отпори. Анкетите велат дека повеќе граѓани на Велика Британија се за кога ги прашали, сега ви сакале да останат во Европска унија. Да, но јас пак ќе кажам, не се прашува само Лондон денеска, сега се прашуваат и другите земји членки. Ниту Париз, ниту Берлин немате така да затворат очи на оваа иницијатива. И да речат попуневаш. Веројатно позицијата на Меј, само за крај на разговорот, е многу раскливана, доколку таа се смени, можеби ќе се смени и расположението во Европската унија. До година нели имаме европски избори, ќе видиме, но сега за сега Лондон се чини дека се преигра во намерата да биде Велика Британија независна и она лидер на Комонвелтот што било. Дејан, ти благодарам за оваа анализа околу настаните во актуелностите во светот. Продолжуваме во 17 часот. Останете со нас. Имаме наша тема ќе биде како Комисијата за заштита од дискриминација му додели на Груевски еден документ кој имаше значајна улога за одлуката на маđарската влада да добие азил. Следи вклучување со министерот за надворешни работи на Црна Гора, а имаме и интервју телефонско со унгарскиот европратеник Питер Недермулер околу тоа што се случува во Унгарија и што унгарската опозиција ќе преземе во рамките на Европскиот парламент, а по повод одлуката на Орбан да додели политички азил на поранешниот премиер Никола Груевски. Останете со нас.